гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за камења во бубрек. Зошто се појавуваат, кои се ризик факторите? Што значи лазерско кршење на камења во бубрек? Колку е важна нова и современа опрема? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Ристо Пејков, уролог од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Доктор Пејков, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Еве за почеток, бидејќи најавивме дека ќе зборуваме за камења во бубрек, меѓутоа што значи лазерско кршење на камења во бубрек? Значи во нашата установа добивме нова машина, Thulium Fiber Laser, која што всушност е најмодерната процедура за кршење на камења во целиот уринарен тракт, меѓутоа конкретно е многу поволен за кршење на оние не толку достапни калкулуси кои што се наоѓаат во неповолни позиции на бубрегот. До сега немавме баш можности за квалитетно кршење на тие калкулуси, знаја често да остануваат, посебно тие што се наоѓаат во долните чашки. Сега со оваа процедура ќе можеме многу полесно да стигнеме до тие неповолни места и да го искршиме калкулусот. Значи станува збор за минимално инвазивна процедура. Се работи ендоскопски. Што значи ендоскопски? Значи дека немаме резови низ телото. Да, како во минатото што било. Како во минатото што било, туку влегуваме низ природните отвори. Значи најпрво влегуваме преку уретрата, преку мочниот канал, влегуваме во мочниот меур и од таму влегуваме во уретерот, тоест цевката која што го поврзува бубрегот со мочниот меур. Стигаме горе до бубрегот, го локализираме каменот каде се наоѓа и потоа со лазерска енергија земаме и го кршиме самиот калкулус. Значи самиот лазер создава топлина со која што се доаѓа до фрагментација, до кршење на калкулусот на поситни делчиња, на поситни фрагменти. И потоа со по природен пат, затоа што тоа се многу ситни фрагменти како прав, како многу ситен песок, тие по природен пат по уринарниот тракт се спуштаат и се изфрлаат надвор. Бидејќи зборуваме за минимално инвазивен пристап, колку тоа значи и помалку болки за пациентот, меѓутоа и пократок престој во болница. Да, секако, значи порано затоа што се користеле повеќе резови, пациентите постоперативно имале поголеми болки, подолго време се задржувале во болница, ризикот за инфекција на рана исто така е тука секогаш присутен. Сега затоа што не правиме никакви резови, затоа што ова е минимално инвазивно, пациентите имаат многу малку до воопшто да немаат болка после операција. Исто така со Thulium Fiber лазерот, заради тоа што директно убаво се насочува кон каменот, не самата енергија од лазерот се абсорбира во водата, така што настанува помало затоплување и оштетување на околните ткива. Ние всушност многу пациентите скоро и воопшто да немаат болка после операција. Штом пациентот нема болка, ако излечен како што треба, ако немаме компликации, а со оваа процедура се намалуваат всушност компликациите, тогаш пациентот може многу брзо да си оди дома и да си започне со најнормален живот. Значи бенефити за пациентите и за лекарите. Да. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. И сега објаснивме што е лазерско кршење, меѓутоа сега додиме на самиот проблем, зошто камења во бубрек се толку чест здравствен проблем. И има ли овде, да речеме, возрастна граница дека повеќе ќе се јават кај повозрастни или не постои такво ограничување? Да, значи калкулуси може да се јават од дете па се до највозрастни лица. Најчести ризик фактори зошто многу често се јавуваат калкулусите е дехидратацијата. Значи малиот внес на течности во телото ни создава мало создавање на урина во нашиот организам. Ако имаме малку урина, мал волумен на урина, тогаш кристалите, кои што се минералните кристали, кои што се нормални во урината, се поконцентрирани, ги има повеќе. Штом има повеќе кристали, тогаш ризикот да тие се спојат и се формира камен е многу поголем. Исто така, зголемениот внес на сол, значи натриум, го излачува калциумот внатре во урината повеќе и тоа исто така придонесува за појава на калкулуси, а и го дехидрира телото, дополнително.
внесување на оксалати кои што ги има повеќе во спанаќот, чоколадото, оревите, цвеклото, исто така ги излачува тие оксалатите во урината, кои што потоа се спојуваат со калциумот и се формираат калциум-оксалатни камења. Зголемен внес на протеини, посебно животински протеини, ја закиселува урината и на тој начин се создаваат, може да се создадат урични камења. Исто така, намален внес на цитрати, кои што ги има во цитрусните овошја, како што се лимонот, портокалот, да. Значи, што ме намален внесот, самите цитрати всушност го спречуваат создавањето на камења. Така што ако помалку внесуваме, поголеми шанси имаме за појава на калкулуси. Ако повеќе внесуваме цитрусни овошја, цитрати општо, тогаш имаме помали шанси за добивање на калкулус. Зошто е толку честа појава, значи ова? Заради тоа што... Поради нездрав начин, претпоставам, на живот. Нездрав начин на живот, да, апсолутно. Меѓутоа, од прилика околу 10 до 15% од населението во текот на животот ќе добие калкулус. Така што заради тоа е многу важна проблематика, затоа што станува збор за голем број на пациенти кои што ќе се јават на доктор. Исто така ние живееме во една потопла клима, значи недоволниот внес на течности, топлата клима, посебно во летно време, создава дехидратација, нели повеќе се потиме ние топло летно време, се создава помалце урина, повеќе концентрирана со кристали и ете ни уште еден ризик фактор. Дополнителни ризик фактори се некои метаболни заболувања со хиперкалциурија, хиперурикемија, значи тие исто така ни создаваат поголеми ризик фактори за појава на калкулуси. Хронични инфекции на уринарниот тракт, тие исто така ја зголемуваат затоа што имаме бактерии кои што допринесуваат до создавање на камења, така што има повеќе ризик фактори кои што да, може многу да... ризик фактори, барем од вие што ги споменавте, навистина се многу, меѓутоа еве пред да продолжиме да видиме кои се и прашањата и дилемите на нашите гледачи. Веќе имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Програма? Ало? Да, повелете, во програма сте. Добар ден. Едно Добар. прашање до докторот. Повелете. Докторе, се работи за... не се работи камен во бубрек, него камен во жолчка. Го откривме на дете од 5 годинки, а сега ќе полни во мај 7 годинки. 2 камена има, 12 тамо кома нешто и 9 кома нешто. Ке ве молам да ми објасните, термин многу тешко се добива, прифатно го носиме, го следиме. Да ми кажете, да му упатите кај треба да се обратиме, дали може нешто ласерски во жолчка со камењата? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Ова станува збор за мало дете. Еве сега веќе 7 години. Да, значи прво станува збор за калкулус во жолчка, што нема никаква поврзано со камењата во бубреси, така што најдобро би било тоа, значи сосема друга струка, тоа е дигестивна хирургија. Меѓутоа затоа што се работи за мало дете, сепак е за детска хирургија, пациентите најубаво би било да се обратат на детски хирург и да се договорат дали има потреба или нема потреба од операција. Сигурно ќе се направат дополнителни испитувања, да се види дали има, колку има, какви се калкулузите, дали има ризик за создавање на некаков проблем и доколку има, веројатно ќе се одлучат за оперативен третман. Да, секако со хируршка интервенција. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Едно прашање за докторот, ако може. Повелете. Имам камен 3 сантима во десниот бубрек. Дали може со ваков вид на кршење лазерско или треба со некој друг оперативен запад да се среди мојот камен? Така. 3 сантими. Да, значи со нашиот лазер што сега го добивме, најдобри резултати се постигнува за калкулуси до 2 сантима. Кога каменот е толку голем, не дека не може да се искрши со лазерот, може. Меѓутоа самата процедура ќе трае многу подолго време и се зголемува ризикот за да не се отстрани комплетно калкулусот. Кога не се отстранува комплетно калкулусот, тогаш имаме зголемен ризик за создавање на нов калкулус. Така што за камења над
2 сантима, конкретно во случајов 3 сантиметри, најубава е перкутана нефролитотрипсија. Што е тоа? Значи, преку едно дупче од слабината, значи од страната на слабината, преку кожата, се доаѓа до бубрегот со инструментот и на тој начин се крши каменот и се вади целиот во парчиња. Да, тоа би било најсоодветна оперативна Сега метода прашавме за... гледачката дали тоа е било веќе понудено, меѓутоа еве, значи постои решение и за такви кои што се поголеми од 2 сантиметри. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до доктору и до вас. Ви благодарим. Имам едно прашање за докторот. Повелете. Јас сум жена 77 години. Добро. Во 2000-тата бев на кршење во Скопје, имам камен во десниот бубрек. Бев на кршење во Скопје, Живко Попов ми го кршеше. Добро. Сега имам пак камен, може 2 сантими поќе. Немам некои напори, јаки болки, ама имам, осет дека имам, ме боли. Дали може некој проблем да му стори на бубрегот? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Овде има повеќе прашања до на што го спомена гледачката, меѓутоа еве конкретно е дали може проблем овој од 2 сантими доколку е како што вели. Да, може да се створи проблем, меѓутоа и не мора да значи. Значи се зависи од која е локализацијата на каменот, каде се наоѓа, колку време стои на тоа место, значи обично калкулуси кои што подолги години стојат на едно место, тие си фаќаат едно лежиште и шансите да они излезат се помали. Така што на 77 години најверојатно каменот ќе си остане таму, најверојатно и нема да направи проблем, така што баш операција на тие години, знаете, со зголемување на возраста се зголемуваат и ризик факторите, се зголемува ризикот од компликации. Не е само од хируршката интервенција, туку од анестезија, примањето на анестезија. Така што на 77 години ако не прави никаков проблем каменот, можеби е најпаметно да си остане и да си прави претпоставувам редовни контроли. Доколку се случи да направи некоја компликација каменот, тогаш ќе се упати на уролог, нели? И би се решал каменот. И сега од ова што го праша нашата гледачка имам неколку подпрашања. Еве спомена дека во 2000-та година и бил кршен камен во бубрек, доколку бил се отстранет. Во кој случај повторно значи може да се појави камен во бубрек? Дали тоа значи дека еднаш ако се отстрани камен дека готово се решил проблемот или може повторно да се појават? Да, значи еве без разлика ние сега имаме нели нов апарат, без разлика колку и да е добар апаратот, колку и да е модерен, не значи дека секогаш ќе се отстрани комплетно каменот. Значи постои некој мал ризик дека ќе остане некој мало фрагментче. Значи тоа ретко се случува, меѓутоа може да се случи теоретски. Така што доколку во бубрегот остане некој мало камче, доколку пациентот не се придржува кон превентивни мерки, значи да зема поголем внес на течност и да зема исхрана со помалце сол, со помалку животински протеини, значи ако не се придржува до препораките, значи 50% од пациентите кои што имале некогаш камен во животот, доколку не се придржуваат по препораките, во наредни 5 до 10 години имаат големи шанси дека ќе се појави нов камен. Така, и повторно, нели се, како ќе си ги направат истите процедури. Споменавте, доктор Пејков, дека многу е важна локализацијата каде е каменот. Кое место е по-безболно, кое е по-ризично, односно по-опасно? Да, колку е пониско каменот во уринарниот тракт, толку е подобро. Значи, најлеснени се камењата во бешика затоа што имаме по-широки инструменти, подобра визуализација, подобри инструменти за кршење на калкулусите. Колку оди погоре, например во бубрегот, толку е покомплицирано. Конкретно во тие нели затоа што бубрегот се состои од повеќе чашки, тој каналниот систем на бубрегот, во долните чашки, затоа што гравитацијски ги влече надолу, до сегашните процедури не го постигнува тој ефект кој што ни беше потребен за да остане пациентот без камен. Така што, например, ние имаме во нашата установа исто нова машина, година дена од прилика имаме, ESVL машина, тоа работи со шок бранови, шок бранова литотрипсија. Во горни и во средни чашки имаме одличен успех, значи негде од
60 до 80% е успехот за овие калкулуси, додека во долните чашки успехот е само од 30 до 60%. Значи, заради самата локализација, заради гравитацијата што го влече каменот, да, и дополнително, затоа што долните чашки, за да се искрши каменот, збориме кога влегуваме ендоскопски, потребно ни е инструмент кој што би се свиткал, значи, флексибилен инструмент. И влакно, значи сонда за кршење, влакно за кршење, кое што исто така би било свитливо, така што сега со овој апарат тоа би можеле да го направиме, инаку до сега не можевме, да. Да, не сте имали. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака да опрашам нешто докторот, имаме проблеми со бубрезија ние. Опериран сум 2 пати, класична операција, перкутана, тоа е трета, и кршење на камења негде околу 6 пати. Проблемот кај мене е за камењата што се спарават поради стеноза на левиот бубрек на каналот, на првиот излаз што е, на бубрегот. Таа стеноза не можеме никако се ја барав за операција, не се нафаќа да оперираат, и сега сакам да го прашам дали може со ова нова метода што е, да се отстранат тие камчиња, се упам камчиња во долниот дел на бубрегот, тие се ситни, негде кршени се со апаратот, ама не може да испаднат. Негде се околу 4 до 5 парчиња по 2 мм до 3. И така мируваат и ствараат инфекција. Што е препорачливо да интересира докторот. Така, да, јас ви благодарам многу за јавањето. Ја претпоставам од состојба хронична или до друга болест има проблем со создавање на камењата, меѓутоа дали можат ласерски овие ситни што се останати? Значи, он спомна дека има некакво стеснување. Стеноза, да. Да, стеноза. Значи, се зависи каде се наоѓа тоа стеснување и колку е тесно. Значи, ние со овој инструмент конкретно, со ендоскопски процедури, треба да поминеме низ уретерот. Ако тоа е многу стеснат, тогаш немаме шанси да можеме да поминеме со инструментот, така што треба да се види документацијата, треба да се видат компјутерските испитувања на пациентот, каде се наоѓа проблемот, што е проблемот, дали може да се оперира, па макар и тоа било отворено или лапароскопски да се оперира, да се премости таа стеноза, тоа стеснување, да се создаде нов пат кој што ќе биде поширок, тогаш би можеле да се отстранат камењата. Инфекција, да, камењата создаваат инфекција и тоа е доста голем проблем затоа што штом инфекцијата влезе во камењата, тоа е еден магепсан круг. Самата инфекција создава камења, камењата создаваат инфекција, така што тука доаѓаме во една лоша позиција. Да се комплетно да се исчисти инфекцијата, треба комплетно да се исчистат камењата. Да, и тоа све би се овозможило доколку имаме подобар пат, значи доколку уретерот, предпоставам дека тоа е стеснување на уретерот, доколку уретерот ни е убаво проводен, тогаш би можеле да се искршат и сите калкулуси. Да, еве тогаш нека нашиот гледач доколку е на линија со целокупната документација, нека се обрати во клиниката па да се види дали може ласерски или лапароскопски како што споменавте. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за докторот, до вас. Ви благодариме. Се работи за пациент со проблеми на бубрези. Се следаат бројни цисти, од кои најголема е на горниот пол со димензија 60 пуда 57 мм, која е бистра. Во едниот бубрек. Во другиот бубрек имам застој, исто така бројни цисти. Дали има некаков лек за овие цисти, терапија? Така, јас ви благодарам многу за јавањето, ова не е за камења, меѓутоа и цистите се честа појава. Да, значи цистите, терапија за цистите нема, се додека не порастат многу големи или не направат некаков проблем, па тогаш да се отстранат хируршки. Инаку да се спречи нивно појавување, не може да се спречи нивно појавување. Исто така пациентот спомна, што спомна нешто друго, дека има хидронефроза од едната страна, значи застој дека има од едната страна, значи треба да се направи компјутерска томографија да се види која е причината за тој застој и дали може на некој начин да се реши застојот. Дали е тоа од калкулоза, дали е тоа од стеснување на самиот канал или пак можеби цистите, самите цисти може да притискаат на уретерот, значи да предизвикуваат застој. Во тој случај тогаш апсолутно доаѓа, тука имаме индикација за да ги оперираме цистите со цел да се намали притисок
високот, што делува врз уретерот, врз каналите. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. Пред да вклучиме нови гледачи, доктор Пејков, колку време им треба на камењата да пораснат, нели, доколку нели сега еве на ехо се види мало камче на бубрек, колку време му треба за да стане 2 см, 3 см и секако еве дополнително прашање, колку голем може да биде камен во бубрек и дали може да ја наруши самата функција на бубрекот? Да, значи се зависи од тоа која е причината за создавање на калкулосот. Имаме луѓе кои што не се придржуваат воопшто кон препораки, значи не пијат течности, јадат солена храна и никогаш нема да им се создаде никаков камен. Може би ќе исфрлат некои мали калкулуси, песок, нели, меѓутоа никогаш нема да се создаде голем камен. Додека имаме луѓе кои што на пример имаат камен во бубрек, меѓутоа тој им стои ист, не им се менува со години. Така стои. За разлика, на пример, оние пациенти кои што имаат хронични инфекции, каде што инфекцијата е во самиот камен, дури и да се отстрани, на пример, каменот, а да не се отстрани целосно, они за неколку месеци можат повторно да создадат голем камен. Значи, се зависи од организмот, зависи и од метаболни заболувања дали има пациентот. Колку може да биде голем каменот, значи може да го исполни целиот бубрек. Може да го исполни целиот бубрек, да ја наруши функцијата на бубрекот, буквално да се изгуби бубрекот и да нема резон да се вади каменот, туку да треба да се вади целиот бубрек. Да. Значи имаме и такви ситуации сериозни, што би рекле. Има, да, затоа што нели пациентите се сега посвесни, така што редовно одат на контроли, ако добијат болки си се јавуваат на лекар и многу поретко ги гледаме овие случаи. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Сакам да го прашам докторот, за мене лично имам 2 камења по десниот бубрек, едниот е 9 мм, другиот е 11 мм. Бев на клиника, рекова дека е најдоле во чашката, не се гледа за да ми го кршат. Али јас еве го имам скоро 5-6 години. Сега во последно време чувствувам болка и инфекција има понекогаш така печење. Сакам да го прашам докторот дали е штетно за бубрегот, да не ми се оштети и што да правам понатака. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Дали ќе се оштети бубрегот или не, зависи од тоа каде е локализацијата на каменот. Да, го споменавме и тоа. Ако е во чашките, веројатноста да се оштети бубрегот е помала. Ако е во легенчето или во уретерот, значи ако предизвикува застој, што значи дека урината не може слободно да протекува покрај каменот, бубрегот се проширува, тогаш ризикот да се оштети бубрегот е поголем и треба да се реагира побрзо. Дали тоа ќе биде со поставување на уретерски стент со цел да нели послободно да може урината да помине, или пак директно да се направи интервенција да се искрши каменот, тоа зависи нели од самиот доктор, од колку гужва има за операција и така натаму. Дали треба кај пациентката да се кршат камењата? Најверојатно штом предизвикуваат болка, тогаш треба да се кршат. Тоа би можело да се изведе, значи све зависи нели повторно од локализацијата на каменот, може или со шок бранова литотрипсија да се изведе, да се реагира, или пак може со овој апаратот што сега го добивме, тулум, со ласерско кршење да се влезе во бубрегот, да се визуализираат камењата и да се искршат. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, сакам да прашам за сопругот. Мој пред 20 години опериран на левиот бубрек, значи отстранете целосно левиот. Сега десниот, кога бевме пред 4 години, беше помал каменот што го имаше внатре. А сега, во февруари правевме, 9,6 см пишува тоа нешто, со пречни викал 9,6, еден помал до него. И сега тој има огромни болки, значи понекогаш, а само му препорачуваат овие сол, утролитрини и ова, не знам другото како се викаше нешто, едно калкулит нешто, по шема да го пие тоа. Рековте 9,6 см. Па така пишува, со еден крупен калкулит вика со пречник од 9,6 см и еден помал, така го читам наодот. Тоа е премногу голем, така барем од ова што вие спомнувате, имајќи во предвид дека е со еден бубрек, како што слушнавме. Да, значи, посебно кога се пациентите со еден бубрек, треба многу да се внимава, затоа што ако го изгубиме другиот, не ни останува ништо друго освен диализа.
Треба да се внимава, треба да се види убаво случајот, да се види документација дали е навистина 9,6 см, што мислам дека не е 9,6 см, туку е милиметри. Ако е 9,6 см, треба да се види функцијата на бубрегот каква е. Има процедури со кои што би можело да се отстрани дури и толкав калкулус, меѓутоа ако е, што е најверојатно 9,6 мм, тогаш треба да се види дали пречи во функцијата, дали му создава болки, дали му создава инфекција. Ако ги создава некоја од овие компликации, од овие симптоми, тогаш да, доаѓа во обзир да се искрши. Јас колку што ја слушнав гледачката, повремено и болки има. Повремено и болки, да, тогаш да, може да се искрши каменот со цел да се спречи понатамошно нарушување на функцијата на самиот бубрек. На самиот бубрек, така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас, Сања. Ви благодарам. Едно прашање до докторот. Вака, јас сум со еден бубрек и една надбубрежна жлезда. Десно немам бубрек, лево немам жлезда. Фактички, во левиот бубрек ми е прилично оштетен. Моментално немам камен, меѓутоа 5 години живеам со сонда. Сондата менувам некогаш на 2, 3, 6 месеци, чести инфекции, крвава урина и некои пропратни болки. Кажано ми е од докторот дека имам стеснување на канал и доживотно ќе бидам со сонда. Дали постои некоја терапија или некој нов метод тој канал да се прошири на некој начин па да се спасам од сонда? Пошто правив проценка на функција, тогаш испадна дека имам 33% функција на бубрегот. На Институтот за патофиза и нуклеарна медицина правив проценка, тогаш ми кажаа дека имам само 33% функција на органот. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Малку покомплициран случај, меѓутоа и проблем за... Значи, со помош на таа сонда, тоа е уретерски стент, ние добиваме да бубрегот слободно се излачува урина слободно од бубрегот, да тој функционира. Проблемот со него е што на одредено време, обично на 6 месеци, треба да се промени. Дополнителен ризик е што тоа е нели страно тело и знае да создаде инфекции. Оштетен е бубрегот очигледно, што кажува пациентката 33%, тоа треба да се види уреата, креатининот, значи деградационите продукти какви се, што може да се направи тука. Дефинитивно треба редовно следење. Дали има операција? Има да се спаси од сонда. За да се спаси, да, има операција за да се спаси од сонда, меѓутоа треба да се види други болести, дали имала пациентката, дали била претходно зрачена, одстранување на матка, на пример, дали е кај неа направено, да се види дали ќе имаме бенефит поголем од операцијата или само ризик имаме да направиме поголем проблем, па после ни сонда да не може да се стави. Да, решение како што велите има, меѓутоа треба добро да се изанализираат сите работи. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, вас слушаме. Ало? Да. Повелете. Ало, добар ден. Се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Во програма сум добро телевизор од Космалив. Ова значи само преко телефон можам да слушам, така? Така, да. Добро, јас се извинувам. Вака, докторе, поздрав до вас, поздрав до водителката. Ми благодарим. Ме слушате? Ве слушаме во програма сте, повелете. Јас одма прв ден после Нова година, пред Нова година, 4 дена не може воопшто да мокрам. Оперирана сум, еден бубрек ми е изваден давна. Ме слушате? Ве слушаме, повелете. Еден бубрек ви е изваден, добро? Еден бубрек ми е одамна изваден, така да со еден бубрек сум. Отидов од ќерката ме однесе на клиника и лежев, ако сте вие на клиника, лежев кај вас на интензивна нега 20 и нешто дена. Креатинин беше 400, но овој вториот бубрек, кој, верувате, 50 години живеев со еден бубрек. Ниеден проблем немав и одеднаш престанав да мокрам 4 дена. И горе ме лечеше доктор Ѓуршен Селим,
и некои други доктори, така да креатинин од 400 ме ставија на хемодиализа, падна на 130. Сега се резултати добри, сите добри, ама еве уназад Мокрењето, да. Така, еве колку што ја разбравме гледачката, со еден бубрек. Да, значи самите бубрези како и целото наше ткиво си имаат одреден век на траење. Ние ако живееме 300 години, нашите бубрези сигурно ќе откажат. Што ме еден 50 години, значи ова е еден бубрек, 50 години ја правел функцијата за два органи. Тоа сакав да кажам. Значи 50 години она живеела со еден бубрек, што ме еден бубрек, тогаш неговата работа се зголемува, значи максимално го исцрпуваме тој бубрек, така што во рок од 50 години сигурно имало некакво оштетување кај него. Сега, зошто настанало кај неа тоа се вика анурија таа состојба, да она воопшто нема урина, да не се лачи, дали поради дехидратација, дали поради некоја друга болест, не знаеме, значи немаме документација, меѓутоа, ете, се случило тоа, отишла на хемодиализа еднаш, два пати, неколку пати, без разлика, се вратила функцијата на бубрегот со помош на поголем внес на течности, дали тоа било венски, дали преку уста, и бубрегот си се вратил во функција. Штом се вратил бубрегот во функција, сега треба да се следи уреата креатининот. Како се, ако се добри, со поголем внес на течности, функцијата ќе се задржи уште долго време. Ќе се задржи, како и овие 50 години како што ја живеела. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Сакам докторот да го праша на кој начин може да се отстрани песокта од бубрезите. Пијам многу течности. Дури ми препорача една докторка да пијам, да варам махдоност у 2 литра вода и да ја пијам. И најпосле имам и една мала циста на левиот бубрек. Како таа, дали се лечи или треба да се отстрани, или на која големина? Така јас ви благодарам за јавувањето. Значи цистите доколку се мали, доколку не се комплицирани, тие не треба да се чепкаат, не треба да се вадат. Цисти може да се вадат или ако се многу големи, или ако се развива карцином внатре во самата циста. Што се однесува до песок на бубрези, тоа е феномен кој што само на ехо може да се гледа. Дали е точно се работи баш за песок во бубрези или станува збор за на ехо гледање на мали крвни садови кои што ни просветлуваат и ни даваат феномен како да има песок во бубрези, тоа е малце тешко да се каже. Тоа зависи се од ехосонографистот што го гледа тој песок. Така што доколку пациентот нема никакви камења, значи камен, не песок, камења доколку нема во бубрегот, тогаш само со доволен внес на течности еве како што му кажале чај да си прави со магданос. Така, да, и ќе биде добар, нема да има никакви проблеми. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Ке ве молам, имам едно прашање. Повелете. Имам камен во бубрегот кој што си го носам 10 години. Периодично ми прави проблем, меѓутоа со инфузии ми го следува, болките ми ги намалуваа. А речев да го кршам каменот, меѓутоа од кршењето каменот не мрдна. Што докторот ми препорачал понатака? Каменот не се скрши. Колку е голем каменот? 22 мм до 25. Имам неколку мерења, така да таа е. Така јас ви благодарам. Може ли тако нешто да се случи да не може воопшто да се скрши каменот? Апсолутно, да. Значи, меѓутоа тоа станува збор за таа ESFL машината, значи екстракорпорална литотрипсија. Тоа е исто минимално инвазивна процедура, каде што со шок бранови преку телото, без сечење, значи баш минимално инвазивна, преку кожата го кршиме каменот. Меѓутоа, не е за сите камења тој. Како што претходно кажав, например, за удолни чашки, успехот е многу мал. За камења над 2 см, успехот е исто многу мал. Меѓутоа, дури, например, ако е мек каменот, дури да е 2, 3, 4 см, тој би можел да се раздроби на поситни парчиња, меѓутоа ќе биде потешко да се исфрли тој камен. Доколку воопшто не се крши тој каменот со ESFL машината, тогаш сигурно станува за камен кој што е погуст или е создаден од некои соли кои што потешко се кршат. Тоа треба да се направи компјутерска томографија, да се измерат тие имаени Hounsfield units и да се процени дали уопште тој камен е за кршење
кршење на ЕСФЛ, или ако е 2,5 сантиметри, она како што кажа, може да се проба со тулиум ласерот да се искрши, или со перкутана нефролитотрипсија, значи преку дупче во слабината да се влезе во бубрегот и да се искрши тој камен. Решение, посебно ако прави проблеми од време на време, како што кажува пациентката. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Сакам да поставам едно прашање до докторот. Повелете. Имам јас остеопороза и пијам поголема јачина на D3, витамин D3. Дали имам некои ситни камчиња и песок? Немам проблеми од таа страна, од камчињата и од песокот. Меѓутоа, дали витамин D3 ствара камчиња и дали ги зголемува? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Ова е, ми се чини интересно прашање, имајќи во предвид дека колку е честа и остеопорозата, односно сето она што треба да го пијат тие со остеопороза. Да, значи, доколку е многу голема дозата на D3, тогаш би можело да се создаде. Инаку, самиот D3 како витамин или калциумот не е зголемен ризик фактор, значи примањето на тие лекови, не е зголемен ризик фактор за формирање на калкулуси. Затоа што тие си одат во крвта, дури да се излачуваат во урината, доколку нема со што да се врза калциумот, тогаш немаме ризик фактор. Ризик фактор ни е тоа што кажав, значи внесот на сол, значи натриумот го врзува калциумот во урината и тогаш се создаваат калциуми. Или пак оксалатите, значи внес на многу високи оксалати нивоа. Оксалатите исто така го врзуваат калциумот и тогаш се создаваат камења. Инаку самиот калциум не, дури увидено е дека го намалува ризикот за создавање на камења. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Имавме навистина интерес од гледачите, веќе сме на самиот крај на емисијата, па еве за крај доктор Пејков ќе ни објасните колку може значи да се живее со оваква состојба камен на бубрек. Ние веќе нели начелно и одговоривме, меѓутоа еве да знаат нашите гледачи, граѓаните. Да, значи ние хирурзите многу сакаме да оперираме, на тоа ние работата. Така, да. Секогаш прво гледаме ние да оперираме. Меѓутоа реално треба да се види дали каменот прави проблем или не прави никаков проблем. Ако каменот си стои во бубрегот, ако пациентот нема никакви симптоми, ако гледаме дека со тек на годините како поминуваат каменот не се зголемува, значи не расте, тогаш нема потреба ни да се оперира тој камен. Значи треба само да се следи и да се види дали некогаш ќе направи проблем. Доколку каменот тргне по патот, по уринарниот пат, направи проблем, направи обструкција, направи инфекција, тогаш дефинитивно мора да се оперира тој камен. Исто зависи од локализацијата. Ако е во уретерот, шансите да направи проблем се доста големи. Исто така, дали да се оперира, дали да не се оперира, зависи од големината на каменот кој што тргнал. Значи, калкулуси до 5 мм, обично им даваме шанса да самите се исфрлат од уринарниот трак со помош на медикаментозна терапија, со помош на поголем внес на течности. Калкулуси од 5 до 10 мм исто чекаме да видиме со помош на медикаментозна терапија, со помош на течности, чекаме од прилика 4 до 6 недели да видиме дали пациентот самиот ќе го исфрли. Ако го исфрли, супер, ако не го исфрли, го закажуваме за операција. Додека калкулуси конкретно во уретер или во пиелон кои што се над 1 сантим, тука веќе шансите да самиот камен се исфрли се многу мали, така што предложуваме оперативен третман. Како што споменав, појава на хидронефроза исто така, значи запушување на бубрегот, исто така ни бара оперативен третман. Најпрво се става уретерски стент да може да се обезбеди пат на урината, а потоа и се закажува операција, која што може да се почека од неколку недели до неколку месеци, и исто така и инфекцијата. Значи, ако кај пациентот се јави инфекција, треска, зголемена температура, ризик од сепса, тогаш апсолутно неопходно итно да се оперира тој пациент, да се обезбеди пат и да се реши каменот. Решение има во секој случај, меѓутоа да се следат и советите на лекарите, да се избегнуваат оние ризик фактори што ги споменавте и поретко да завршуваат кај вас хирурзите секако како што споменавте. Доктор Пејков, времето на денешната емисија ни помина, јас ви благодарам што бевте мој денешен гост. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.